Здраво на сите, јас сум Мите Ристов, професор по географија во гимназијата Јосип Брз Тито Битола. Денес ќе говориме за географските фактори за развој на туризмот. Поемот туризам доаѓа од францускиот збор и англискиот збор тур, што значи патување, шетање во круг, опишување на тура. Самиот збор турист за прв пат го има употребено французинот Виктор Жакмон, уште во 1830 година, во своите писма што ги праќал до пријателите. Денес изразот туризам е прифатен во сите јазици во светот. Неговата интернационализација е разбирлива, бидејќи туризмот стана светско движење, всушност тој стана едно од најмасовните движења во нашето време. Туризмот во современиот свет доживува експанзивен развој. Брзата индустриализација и урбанизација се повеќе доведуваат до загадување на животната средина и до зголемување на психофизичка замор кај луѓето што живеат и работат во ваква средина. Кај работниот човек се поприсутна е потребата за промена на местото на живење и престој во простори кои се уште се чисти и незагадени, со цел да се задоволат одредени рекреативни потреби. Од друга страна, многобројни се патувањата за задоволување на одредени културни потреби. Сето тоа доведе до омасовување на туристичките движења и до концентрација на луѓе во определени простори во определено време како туристи. Нивниот скупен број е во постојан пораст. Оно што може да го видите од овој графикон е дека некаде околу 1965 година, например, вкупен број на странски туристи изнесува над 100 милиони, во 1995 година да се зголеми над 400 милиони, неде околу 2000 година да дојде до 700 милиони, а денес, односно 2000 последните податоци од 2018 година да достигне негде околу 1,4 милиарди интернационални туристи. Од оно што можеме да го забележиме од графиконот е дека негде околу 50% од сите овие туристи всушност отпаѓаат на туристичкиот регион на Европа, кој што всушност се смета и за еден од најголемите и најзначајните туристички региони во светот. Ако ја погледнеме и статистиката во однос на најпосетените земји од странски туристи, ќе видиме дека во првите 5 земји, тоа се 3 европски земји, Франција на чело со скоро 90 милиони странски туристи во 2018, Шпанија со 83, тука е и Италија со над 60 милиони, на четврто место е Кина и на трето место е САД со скоро 80 милиони туристи. Од друга страна, ако погледнеме кои земји имаат најголеми приходи од туризмот, ќе забележиме дека иако Франција е на прво место во светот по бројот на туристи, сепак Франција се наоѓа на трето место далеку зад Шпанија, особено зад Соединетите Американски држави, кои што имаат огромна заработка од над 200 милиарди долари приход од странските туристи. Причина за ваквата ситуација е тоа што, ако го погледнеме овој графикон, ќе забележиме дека всушност Франција е на трето место по бројот на остварени ноќевања од земјите од Европската унија. На прво место е Шпанија, а второ е Италија. И всушност тоа ни кажува дека иако Франција е на прво место по бројот на посети од страна на туристите, сепак тие кратко се задржуваат во оваа земја, не остваруваат многу ноќевања. Во спротивно, од другата страна, во САД бројот на ноќевање е многу поголем од страна на туристите кои што ќе ја посетат и тоа донесува до поголема заработка во Соединетите Американски држави. Развојот на туризмот е условен со низа на фактори. Тие може да се групираат во 3 основни групи: иницијативни или покренувачки фактори. Тие се делат внатре на објективни, кои што не зависат од поединецот, и субјективни, кои што зависат лично од поединецот. Понатаму рецептивни фактори на туристичка понуда,
кои се поделени во три групи: атрактивни, природни и општествени атракции, комуникативни или сообраќајни и сместувачи капацитети како фактор. Всушност, за да имаме развиен туризам во одредено туристичко место, мора да бидат задоволени сите овие три рецептивни фактори. Односно, секој туристичко место мора да поседува одредена природна или општествена атракција, или пак и двете, што е многу подобро. Да има добри комуникативни или сообраќајна поврзаност со светот, за да можат туристите да дојдат до тоа место, и да има солидни сместувачки капацитети како фактор, не само во смисла на бројност, туку и на разноврсност, односно од луксузни па се до кампови и помалку луксузни капацитети. И третата група на фактори се посредничките фактори, кои што посредуваат помеѓу туристот и туристичкото место. Иницијативните или покренувачки фактори, рековме дека се делат на два дела: објективни и иницијативни фактори, кои што не зависат од поединецот. Тие се квалитетот на животната средина, расположливиот фонд на слободно време и расположливите финансиски средства. Кога ги погледниме потоците за расположливиот фонд на слободно време, ќе забележите дека во 2017 година скандинавските земји, Германија и Данска, се одликуваат со помал број на работни часови, што од друга страна им дава поголемо расположлив фонд на слободно време, што може да го искористат во туристички цели. Како одиме кон Северна Америка и особено кон Азија, тој број на часови се поголем, што оневозможува правење на туристичко движење. Расположливите финансиски средства забележуваме дека генерално се оние развиените земји се земји од кои што се регрутират најголем дел од туристите, бидејќи тие имаат висок, ако се погледне овој графикон, од бруто домашниот производ, се забележува дека сите овие земји имаат висок бруто домашен производ, односно имаат висок животен стандард кој што им овозможува да извршат туристички патувања, и не само еднаш, туку неколку пати во годината. Втората група на иницијативни покренувачки фактори се субјективните иницијативни фактори, кои што рековме дека зависат лично од поединецот. Тука се традицијата, културното и образовното ниво и модата и имитирањето. Во однос на традицијата, односно навиките да се оди на годишен одмор, е еден од факторите што прилично влијае кај луѓето дали ќе се вклучат во туристичките движења или не. Културното и образовното ниво на населението исто така се значаен иницијативен фактор за патување. Утврдено е дека луѓето со повисока култура и образовно ниво помасовно се вклучуваат во туристичките патувања, отколку помалку образованото население. Модата и имитирањето е исто така значаен фактор и во светот се познати голем број на примери каде овој фактор донел голем број на туристи. Така, во 90-тите години, конкретно за Македонија, беше едно лето беше понудена туристичката дестинација Кушадаси во Турција, која што многу туристи од Македонија тоа лето ја посетија и веќе од идната година стана голем хит, и таа мода и тоа имитирање предизвика да неколку години после тоа Кушадаси биде на врвот на како топ туристички дестинации од Македонија. Рецептивните или фактори на туристичка понуда, рековме дека се многу значајни. Тие действуваат во туристичките места и влијаат на привлекување на туристите. Под рецептивни фактори се подразбира постоење на добри услуги од одреден квалитет во одредено место, кои се во состојба да ги задоволат потребите на туристите. Овие фактори се групирани, рековме, во три групи: атрактивни или привлечни фактори, комуникативни и сместувачи капацитети како фактор. Од атрактивните
фактори, тие уште се познати под името туристички ресурси, и под нив се подразбират атрактивни појави и предмети во природата или општеството кои имаат својство да ги поттикнуваат туристичките движења, односно да ги привлекуваат туристите и да ги задоволат нивните рекреативни и културни потреби. Под природни туристички ресурси се подразбира се она што е атракција од страна на природата. Например, од хидроложките објекти, како водопади, езера, мориња, ледници, термални извори и така натаму. Конкретно овој примерот со големата туристичка атракција Нијагарините водопади помеѓу Канада и САД. Понатаму климатски, поволната клима, значи таа приморска клима особено е значајна во текот на летниот период, планинската во текот на зимата и така натаму. Конкретно ова е еден од главните фактори на Сешелските острови. Понатаму биогеографски, тука се подразбираат растителниот и животинскиот свет. Од ова слика гледаме еден дел од Националниот парк Секвоја во Калифорнија, каде што се наоѓаат највисоките дрвја во светот. И геоморфолошки, тоа се сите оние геоморфолошки форми на земјата, како планини, вулкани, пештери, клисури и така натаму. На оваа слика се прикажани Хавајскиот остров, кој што е еден од најпосетуваните, значи како вулкани, кои што луѓето доаѓаат да ги посетуваат. Од втората група на атрактивни привлечни фактори се општествените туристички ресурси. Овде само ќе го спомнеме градот Виена и ќе ги прикажеме сите овие ресурси кои што ги задоволува на некој начин овој град и е еден од најпосетените градови во светот од страна на туристите. Значи, те треба да поседува одредени музеи, во овој случај тоа е музеј ова слика од Природно-научниот музеј во Виена, еден од најдобрите вакви музеи во светот. Понатаму културни историски споменици од главната катедрала во Виена и многобројни манифестации, дали тоа се културно, уметнички или од спортски карактер, сеедно. Ова е главниот виенски фестивал. Комуникативните, рековме, или сообраќајни фактори се представуваат основа за туристичките движења и тие имаат примерна функција во развојот на туризмот. Затоа оправдано се вели дека без сообраќај нема туризам. Туристите во зависност од своите потреби и можности избираат таков сообраќај кој е најадекватен за патување и обично се одлучуваат за оние земји или подрачја каде постојат покрај другото и квалитетни сообраќајни услуги. Ова особено е карактеристично во денешно време, каде туристите полесно се одлучуваат за дестинации кои што се добро поврзани со авионски линии. Таков е случајот со Балеарските острови, кои што во 70-тите години и не бил нешто многу како регион посетен од страна на туристите, меѓутоа шпанските власти изградиле на секој од трите острови, значи Мајорка, Менорка и Ибица, изградиле аеродроми и директно ги поврзале со остатокот од светот. Затоа денес во однос на бројот на туристи, гледате дека Балеарските острови заедно со Каталонија се меѓу најпосетените региони во Шпанија. Сместувачките капацитети како фактор се исто така значајни фактори на туристичката понуда. Тие се всушност едни од најзначајните фактори во таа рецептивна база на туристичкиот промет. Тие истовремено се индикатор за степенот на туристичката развиеност на определени туристички места, региони или држави како целина. Денешниот модерен туризам бара квалитетни капацитети за сместување, исхрана и разонода, но и разновидни понуди. Од најлуксузни, овие сместувачки капацитети на атолот Бора Бора во Тихиот океан, па се до
камп, приколки и за оние кои што имат помалку финансиски средства да можат да си приуштат одмор. Посредничките фактори рековме дека се фактори кои што действуваат и во иницијативните и во рецептивните туристички места и ги поврзуваат истите, поради што имаат посредничка функција. Делувајќи во сферата на туристичката побарувачка и во сферата на туристичката понуда, ова група на фактори има повеќе функционално значење. Овде спајаат туристичките агенции. Главна дејност на агенциите е насочена кон организирање на патување и давање на други посреднички услуги во врска со патувањата. Туристичката политика се подразбира целокупно дејност на надлежните органи во една држава насочена кон утврдување и реализација на целите за развој на туризмот. Овде гледаме една промоција, односно саем, присуство на саем за промоција на државата. И од друга страна имаме туристичката пропаганда, која што всушност опфаќа една смислена дејност која со посебни методи и средства настоја да го привлече вниманието на одреден круг на луѓе кон одредена туристичка понуда, преку постери, брошури, реклами и да ги привлече да го посетат одредено туристичко место.